Како граѓанин, денеска одека во подрачната единица на Министерството за правда во општина Карпуш дојдов да се потпишем на кандидатурата на професорката Гордана Силјановска-Давкова и на тој начин практично да ја изразам мојата недвосмислена поддршка пред се како колега, како граѓанин на Република Македонија и како председател на најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ. Сведоци сме на секојдневно перманентно кршење на правото и правдината. Еден од условите да повторно Македонија заличи на правна држава, на демократска држава, е токму победата на престојните претседателски избори кои што ќе се случат првиот круг на 21 април, вториот круг на 5 мај. Јас сум силно убеден дека ВМРО-ДПМНЕ заедно со професорката Гордана Силјановска-Давкова, но и со граѓаните на Република Македонија ќе извојува убедлива победа над она кое што ќе го кандидира деспотот Заев заедно со СДСМ и групата која што е собрана околу него и практично од тој ден започнува враќањето на правото и правдината во Република Македонија. Гледате, имаме една актуелна политичка ситуација каде што правната држава во Македонија функционира по принципот дајте ми човек, ке креирам обвинение. Тоа се случува изминатите неколку дена. Граѓаните на Република Македонија, ние како политичка партија комплетно ја имаме загубено довербата во правната држава, ја имаме загубена довербата во обвинителството, ја имаме загубено довербата во судството и доколку апелирам од овдека владеачкото мнозинство навистина верува во честитоста на обвинителството и навистина верува во независноста на судството, редно е да го исполни барем едно од ветувањата во нивната изборна програма за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, а тоа е јавен обвинител на предлог на опозицијата. Ја користам оваа прилика да го повикам Зоран Заев и владата на Република Македонија да се охрабрат, да се осмелат и да потврдат навистина дека тоа што го говорат, дека немаат замешателство во одлуките на обвинителството и во одлуките на судството, да го потврдат со тоа што ќе го поддржат предлогот на опозицијата за јавен обвинител. На тој начин ќе покажат уштеднашка дека навистина веруваат во честни, фер и правични председателски избори кои што следуваат, како што реков, на 21 април и на 5 мај. А јас ја користам оваа прилика овдека од Карпуш да ги повикам граѓаните масовно да се придружат и да го поддржат кандидатот Гордана Силјановска-Давкова, да ги повикам на 21 април масовно да излезат и да гласаат за кандидатот Гордана Силјановска-Давкова и на тој начин да отпочнеме да отпишуваме заеднички една нова историја за Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија. Ајде сите заедно да ја вратиме Република Македонија онаму каде што е местото, да владее правото, повторно да ја поставиме правната држава, повторно да ги вратиме успесите на планот на економијата, а не плячката и криминалот кој што се за жал денеска секојдневие во Република Македонија, да го исчистиме деспотизмот и да си ја вратиме Република Македонија на граѓаните. Првиот чекор, граѓани на Република Македонија, имате шанса и можност да го направите токму на 21 април. Од тогаш почнува падот на деспотот и на онаа мала група која што се уште го поддржува. Време е да заминат на темната страна на историјата. Ви благодарам. Рековте дека нема да гласате за реформските закони и во процесот на Жан Моне, доколку не се поддржи вашиот предлог за јавен обвинител. Што доколку власта тоа не го дозволи и не ги ослободи овие, мислам сега што бара одземање на имунитетот за претеници? Јас и во мојата изјава кажав дека денеска Македонија како правна држава функционира по принципот на дајте ми човек, ке му смислам обвинение. Од прилика на тоа се сведува правото и од прилика на тоа се сведува обвинителството и судството во Република Македонија. Ние како политичка партија нема да поддржиме ниту еден производ кој што ќе произлезе од оваа криминална, непотистичка и насилничка влада предводена од деспотот Заев, се до оној момент додека не видиме дека од спротивната страна навистина постои добра волја и честна намера да Македонија се врати на вистинската патека, а тоа е да биде повторно правна држава каде што ќе владее правото. Првиот чекор е овој, а тоа е да се поддржи кандидатот на опозицијата за нов јавен обвинител во Република Македонија
Има уште неколку чекори кои што доколку Зоран Заев нареди, јас сум убеден дека јавниот обвинител веднаш ќе ислугува и ќе ги испорача, а тоа е најпрвин да ги разгледаат евидентираните недоследности и неправилности кои што се случуваа за време на референдумот на 30 септември 2018 година, каде што се кршеа светски рекорди и каде што законот на физика беше мало дете, кога луѓето успеваа да гласаа за 2,4 секунди, дури и Усаин Болт можеше да им позавиди на луѓето, и каде што имавме излезеност на некои избирачки места поголема од 98%, иако во минатото, ако ги анализирате изборните циклуси, ќе видите дека таму излезеноста не надминала 50%. Еве му два хинта од наша страна каде што навистина може да докаже дека ова е правна држава, дека навистина постои честитост да ги изведе пред лицето на правдата сите оние сторители на тие недела, и на тој начин практично на нас како опозиција ќе не ги одземе аргументите и на ние навистина ќе се повлечеме. Но јас не верувам дека он ќе се охрабри, ќе се осмели, бидејќи тие слуги за тоа го прават, за да му слугуваат и за да може на нечестен начин да го крадат гласот на народот и гласот на граѓаните. Но ние на следните претседателски избори ќе сториме се за да тоа повторно не се случи. Така што, еве, долгата приказна на кратко, има еден начин, а тоа е да го поддржи предлогот на опозицијата за нов јавен обвинител, и вториот е да ги изведе пред лицето на правдата и да добијат заслужената правдина за сите недела оние лица кои што безмилосно, брутално ги полнеа кутиите за време на референдумот, каде што повторно ќе кажам, луѓе гласаа за неверојатни 2,4 секунди и излезеноста беше 90%. Ја навистина сум вчудоневиден како е можно до ден денешен, после неколку месеци, никој да не се охрабри да го постави ова прашање и на јавното обвинителство, и на министерката за правда или неправда, и на претседателот на владата деспотот Зоран Заев. Ако ние треба да живееме во држава каде што мракот и темнината ќе ја загушат критичката мисла, одбивам и ќе се борам во првите редови да тоа замине во историјата. Првиот чекор граѓаните може да го направат на 21 април, поддржувајќи ја масовно професорката Гордана Силјановска-Давкова за името на правото и правдината да се вратат повторно во Република Македонија и да се спасиме од деспотизмот кој што за жал денеска масовно зафаќа размери во Република Македонија. Ајде сите заедно да го поддржиме овој предлог во името на правото и правдината, во името на честита Република Македонија. И благодарам. Како коментирате писмото што е објавено во весникот Лаим, каде се пратеат закани од Кумановската група до ваши поранешни функционери од вашата партија? Како можам да го коментирам, освен да кажам дека тоа е уште еден обид да јавноста се дефокусира од сите овие недела која што ги прави оваа криминална, непотистичка и насилничка власт. Луѓето, предпоставувам, се обидуваат од внатре да му слугуваат на деспотот Заев, притоа надевајки се гледаат каква е реалноста, дека он може со неколку потези да измени закони доколку тоа му е неопходно на него и на тие околу него. Предпоставувам барат определена милост од деспотот Заев за да може што побрзо да излезат од таму или нешто друго да се случи. Инаку како човек грозоморно и монструозно е да воопшто коментирам едни такви изјави од луѓе кои што се соочуваат со затворска казна која што е резултат на она кое што тие го сторија за време на кумановските настани, односно поточно во местото Диво населје. Обично кукавици преку Facebook се закануваат по луѓе и по политичари и по граѓани, еве како сакате земето, а при тоа се обидуваат да му слугуваат на владетелот за да добијат што е можно помала казна. Сте сториле нешто, има да одговарате за тоа. И благодарам.